Ćao, Tanja, što je ova? To je, babo, da ne izgubi Bože. Kakva je ova havarija? Kada, babo, ja ne gledam ništa. Ajde bre, surtuk idem, pa včera pravil generalno čistenje. Ti včera ja danas, babo. Da li sekoga žbeleše дека ti treba jedna žena što će dođe jednaš mesečno da ti pomogne, veseli, jaz ti pomagam. Dete, ajde ti nemoj da turaš baru tvog not. Objasnuj što je ova. Ovo je akcija za čista i zdrava okolina, znači čist i zdrav život. I kako sakaš da kažeš da ja včera ne iščistih dobro? Ne velam to, tuku, što će nije ova. Ti mene me prašaš što će nije sevo ova? Pa ja seko 100 godini melam, deka ona što ne je za čuvanje treba da se isvrla. Ti tako ti napravite štrkovo gnezdo od domov moj. Eve, hajde, vidi, šund romančina, pa stripovi, enigmatski prognozi, pa vi go trupate se ova, ne jaz. Ako da im dojde krajat. Sakaš da kažeš deka najposledi dojde umo, deka ne treba da začuva se ono što nije za čuvanje. Važno je da najdeme zajednički jazik, ne li babo? Vred. Samo objasni mi, zašto me ne napravi se to včera? Pa самата јас ќе го испрлев селова. Бабо, од денес почнува акцијата од старо да создадеме ново, разбираш? А знаеш како вели она старата поговорка, прво исчисти си пред твојот двор, а тоа баре го после од другите. Мачорни заеден, ти мене ме учиш, што е полезно, па што не, а? Не те учам, бабо, но знаеш, еве јас сум член на младинската организација, па треба и да се покажам малку. Добро, тоа е многу убаво. А не ми одговараш уште зошто сето тоа така не го направи вчера, за да не морам сега јас да одам по тебе. А за тоа немој да се грижиш, сега ќе дојде внуката и ќе ја земе прво смукалката и како мува ќе почне ми станува. Ој, деца, со вас тешко без вас уште потешко, наистина човек не знае што да каже. Бабо, од денес се што е непотребно оди во подрумот. Еве јас ти давам чесен младински збор. Добро, ајде да видиме колку ќе важи тој твој чесен младински. Илчо, види бе, ајде кога си се зафатил вака и кога си се запалил со оваа акција, може да појдеш долу во подрумот и така, што се нема во него, па некакви издишени гуми, железари, празни гајби, искршени шишиња, вистинска депонија сте направиле со татко ти од него. Не, јас таму не чепкам ништо. Таму стариот си има своји делови за колата, си има ловчески прибор, после тој мене да ми трие сол над главата, Сакаш да кажеш дека тој да оди да чисти во подрумот, ајде ти се молам. Ќе исчисти, ќе видиш и за него важи акција. Не, слушај, дај сега, ајде, изнеси ги си во овие работи, да не затечат вако безредие. Време е веќе да дојдат на руче. Ќе ги поместам, ќе ги заврзам и ќе ги однесам во собирниот пункт. Добро, може и така, само поспастри малку, де. Ако ти пречи тишината и ме милас малку спрема моите уши, глава ми е некако од изутрена како балон. Не знам што ми е. Бабо, тивко може? Може, ама тивко. Во сите месни заедници, во основните и средните училишта, во тек е акцијата од старото да создадеме ново. Пионерите и младинците се главните носители на оваа масовна и општествено полезна акција, која годинава има и надпреварувачки карактер. До крајот на денов ќе се знае кој училиште, младинска организација, односно месна заедница од нашиот град, собрала најмногу стари секундарни суровини, кои се толку потребни на нашата преработувачка индустрија во овој миг на засилена економска стабилизација. Чув, само тоа не се однесува на мојата генерација, туку на вас, младите. Навистина, бе, деца, да не сакате така многу пошироко околу вратот, а како тате носи мама месија, вие само да каркате, може? Не е баш така. Како не? Ајде да го отвориме, бре, мачар, она плакарам, па да видиме колку кошули, колку панталони, па за секој комплет и посебни чевли, Гледаш дека секој ден одам во фармерки во патики. Па токму то. Ем не се носи, ем се трупа. Важно е да биде последен крик и тоа купен во бутик, Ај признај, уште од сега се готвиш да одиш во Италија за она матурска облека. Сега јас да бидам црна овца во училиштето, нели? Па тоа е работата. Зошто јас, некако ти, зошто некако тој. Зборувате за стабилизација,
И како ќе решите стабилизацијата еве вака со асобирање на стари харти и скршени шиши? Мајка, пак ми трелираш на празен стомак. Ем на празен, ем во празно. Добро, синко, зашто ја лутиш? Ништо, само другарска критика и само критика. А така ли? Па добро, кога е така и ако ситуацијата наложува и ако има причини за тоа, ќе се собереме на ручекот, ќе формираме другарски совет, ќе ги решиме проблемите. Браво. Васко, сакаш да ти дадам еден добар другарски совет? О, да. Мајка, слушај. Од секогаш си се сметал за джентлмен. Да, yes, of course, со педигре. Па тогаш, после ручекот, за да ти спадне малку јадењето, ќе појдеш долу во подрумот и ќе го направиш гланц. Како мислиш тоа гланц? Ќе суредиш таа депонија долу, ете така. А, мајка, за тоа веќе ги поминува границите на моето педигре. Аха, значи го нарушува угледот, така? Така некако би можело да се рече, а освен тоа во куќава има млади, нели? Како што се вели, на младите светот останува. Да, тоа е непобитна вистина. Многу убав свет ни оставате. Вие правите крш, а ние да чистиме по вас, нели? Слушај ти, мрсулко еден. Внимавај со кого и како разговараш. Не, детето си има право, тој денеска еве вади се од куќава што е непотребно, вчера чистев јас, а ти ќе го суредиш подрумот. Ете. Јас да го суредам подрумот. Па фино. Како? Да оставиме и да ме искритикувате на другарскиот совет, нели? Море, ќе ти кажам јас тебе што си смислил. Добро, ако може, ве молам, ако може некако фино, вака, полека да ме воведите во вашите проблеми, јас ќе се потрудам да ги сватам тие и да ве сватам што сакате. Повели. Читай. Акцијата за стабилизација старо се направено. Ова е веќе нешто друго. Ова јас го диктирав, пак некој друг се подпиша. Ова е нашата акција од местната заедница, од старото да направиме ново. Не знам дали ти си се подпишал, но ние... Како не сум се подпишал? Знаеш ли дека на минатиот состанок на местната заедница токму за тоа дискутирав? Може. И зошто сега сте се фатиле за тоа напишаното? Па, кој да е важно, кој подпишал, зошто подпишал, кој... Ајде, важно е дали се согласувате или не. Тоа мора. Тоа мора, у тоа нема отцепување. Така, што мора, тогаш после ручекот долу во подрумот, гумите, шишината, гајбите, сето тоа старо продава. Добро, па мислам сега ако нема друго решение, мислам, нели, ако сакам, нема, не ќам, ако можеш, не можеш, сакаш, не ќе... Јас себе ги собрав веснициве, ќе ги однесам доле, мислам, јас можев и подрумот да го средам, само се викам, имаш таму твои работи, па... Па, нели, не ќеш без некоја црвена, така? Не тоа, мислам, нешто твое да не исправам што ти треба, а и нешто прековремено, мислам, идејата ти е добра. Прековремено да фатиш нешто, нели? Не, за такво нешто немојте да се пазарите, ако треба, еве јас ќе ти дадам дополнителен джепарлак. Тој мора да го среди тоа буниште долу. Јас да го средам, нели? Па добро, ќе го средам да знаеш, ама ти и ќерка ти, кој ќе ставите во теглите турши, ќе ми платите наем за чување доле. Ќе платиме. Се е платено. И вода, и струја, телефон, телевизија. Баш вчера ги прегледував сметките. Маја, остај ги вчерашните сметки, имаме лични сметки. И добро што дојде, зашто од овие двајца чирке ми никне во стомавот. Што е пак сега ова? Што е? Ништо непознато. Твојот джентлмен не може да го докаже своето педигре. Ништо не разбирам. Ќе ми објасни ли некоја? Мила моја, ништо не е опасно. И ще ме вака и велев на мајка ти што поскоро да ручеме, разбираш, и да одам да го средам малку подрумот, знаеш, дека вака има тамо некои непотребни работи кои ни сметат на сите, а најмногу мене, разбираш, нели така? Мајка. Доцна си се сетил, миличок. Како? Па јас тоа го направив уште во неделата. Кога? Во неделата. Додека тие следеше изложбата на кучиња и додека Илче играше фудбал, јас го средував подрумот. Маја, зошто не ми рече мене, ќе ти помогнев јас? Па ти и Тања бевте излезени во паркот. Немаше што друго да правам, па си реков... Чекај, па имаше таму работи кои не беа за фрлање. А па што мислев дека ти е потребно, го остави. Што мислеше ти по твое мислење, а по другото мислење?
Другото во канта за ѓубре. А нешто продадов на еден купувач на стари работи. Па добро бе, а трските за риболов, а? Па имав таму една празна кутија со сачми, со барут, со празни фишеци, со орши, со јадици. Чекај, па потоа ми беше приборот за чистење на пушката. Нешто оставив, нешто фрлив. Па сега не можам на се да се сетам. Како си можела бе такво нешто? Како си можела бре? Па нели ми реков дека подрумот е мој и никој да не чепка таму мој работи. Стопати сум ви рекол каде ќе оставам нешто таму и да најдам. Исто сум ви говорил за овде. И за овде каде ќе оставам таму да најдам. И вие нон-стоп се мешате во моите работи. Васко, немој да се лутиш, ама сигурно таа не фрлила нешто што ти е потребно. Гледаш, бабо, да те послушав сега овие рафалиće беа наменети за мене. Навистина, ајде, доста со овој тон. Ајде да си ручаме, бре. Да си ручаме. Додека не видам што е фрлено, што не е фрлено, ни ручек ви сакам, ни ништо ви сакам. А да ти кажам, Васко, па навистина имаш и право, ловџија си. Знаеш зашто на волкот му е дебело врато? За мајка, зато што сам си ги свршува работите, зато му е дебело врато. Чекај да ти објаснам, бре, човече. Да ми објасниш, нели? Се ми објасни и се ми кажа што треба. А сега сакам сам да си објаснам и сам да си кажам. Сакам со своји очи и со своји уши да видам. Се сакам да видам. Каде ќе одиш? Сега ќе има торнадо, народе, спасувај се кој како што знае. Остани, сине. Ќе видиш ке се врати круток како јагне. А не, ја да го избегнам првиот налет. Па мора да биде таков штом сака да биде джентлмен со педигре. Леле, баба, Кажи тато ми. за малку ќе ме прегазеше на скалите. Ти рече ми нешто? Јас нему добар ден, а тој ништо, бриши. Седи. Па јас навистина, Маја, и не знам што ти требаше тоа да го правиш. Знаеш дека тоа го лути. Па што ти поверува? Како го излажа? Ама не, само се пошегувам. И онека попладнево требаше да го средувам подрумот. Приквечер ке минува камион за крши стари работи. Знаеш, поради акцијата од старото ново. Денес наредба не читаа во предпријатието. Илчо, ајде, Илчо, излегувај. А не, додека не се смири, јас не излегувам. Абре, ајде, доаѓај, каков маш па ти ќе бидеш. Маја. Така, значи, Маја. На собствениот маж, на твојот роден собствен маж, благодарам. Тоа ти е благодарно сутринава што те однесов со колата на работа. Но заборави да ме вратиш, миличко. Како не ти е жал, како не ти е греф, ти ми направиш таква невкусна шега. Знаеш дека сум слаб со нервите, можем да ме опне, да се шлогирам, да се изнервирам. Добар си? Па, Се во најдобар ред, сине. се разбира, кога си вистински джентлмен и то со педигре.